Добар ден во неделниот дневник на Канал Плюс во 16:30. За настаните кои ја одбележаа последната седмица оваа година, гледајте по кратката најава. Идната година се очекуваат 8 странски инвестиции со најмалку 1500 нови работни места и во наредната година продолжува инфраструктурната офанзива во државата. Цевките од гасоводниот крак од Клечовце се поставени до штип. Се работи за владина инвестиција тешка 90 милиони евра, која на регионот му обезбедува користење на најевтиниот енергенс. Ноќеска околу полнок пожар избувна во куќа во виничкото село Црн Врв. Како последица од гушење од чадот, животот го изгуби 77 годишната сопственичка на куќата. Се бројат деновите до новата година. 2016 ќе започне со нови инвестиции и нови проекти. Во јануари владата ќе потпише договор со 8 компании кои ќе инвестираат во Македонија и ќе отворат над 1500 работни места. Од 1 јануари е предвидено изголемување на минималната плата во сите дејности. Според најавата на премиерот Никола Груевски, 2016 година ќе започне со достојни проекти кои се од големо значење. Премиерот во своето гостување во вестите на Сител најави дека од средината на јануари владата се очекува да потпише договор со 8 компании кои ќе инвестираат во Македонија и ќе отворат над 1500 работни места. Две од нив се македонски, се првите вакви компании кои ќе инвестираат во ТИРС зоните. Првата македонска компанија која ќе инвестира во ТИРС Бунарџик нема никаков странски капитал и ќе произведува автомобилски делови. Во фабриката која ќе ја градат ќе се отворат 200 работни места. Втората исто така македонска компанија ќе произведува делови за електроника и ќе вработи 300 лица, од кои 100 во првата година. До 15 јануари следуваат уште неколку странски компании. Следната странска компанија од Калифорнија ќе се занимава со производство на софтвер. Инвестицијата е околу 13,5 милиони евра и ќе отвори нови 250 работни места. Следуваат две германски компании, едната за изработка на LED светилки која ќе вработи 200 лица, а втората од областа на автомобилската индустрија ќе инвестира во прилеп и ќе отвори 150 работни места, истакна премиерот Груевски. Додавајќи дека завршени се и преговорите со турска компанија која ќе отвори 250 работни места во Битола, а потпишување на договор до 15 јануари се предвидува и со германска компанија во делот на машинската индустрија, која планира да отвори фабрика за машински делови, електромотори, CMC машини и Центар за истражување и развој. Нова не се единствените проекти кои се предвидени за стартот на годината. Предвидено е зголемување на платите на лекарите во итната медицинска помош за над 11% или околу 2700 денари повеќе отколку сегашната плата. Потоа лекарите специјалисти во здравствените домови, лекарите специјалисти во центрите за јавно здравје и фармацевтите специјалисти. Последните две категории ќе имаат зголемување за 14,5% зголемување на плата или околу 4000 денари ќе представува нивното зголемување на сегашната плата. Според премиерот ќе се реализира и ветувањето за минималната плата и од јануари нејзиниот износ ќе се зголеми од 9590 денари на 10080 денари. И тоа во сите индустрии, освен во текстилната и кожарската, каде што ќе се зголеми од 8050 на 9000 денари. Скоро 1000 денари зголемување на минималната плата. А во тие две дејности до 2018 година ќе се изедначи со минималната плата на другите дејности до 10.080, како што впрочем е предвидено и во програмата. Значи од 1 јануари се зголемува минималната плата во сите дејности, унака како што е ветено во нашата програма, истакна премиерот Груевски. Министерството за транспорт даде отчет за сработеното во 2015 година. 400 километри патишта се обновени. Почна изградбата на 13 магистрални патишта во должина од 167 километри. Следната година активно ќе се работи на 24 регионални патишта и 7 автопати, со вкупна должина од околу 600 километри. 2015 е најуспешната година на Министерството за транспорт и врски, истакна министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски. Почитувани, 2015 година ја посветивме на реализација на големи проекти во патната и железничката инфраструктура. Достигнавме рекордна бројка на превезени патници низ двата аеродроми. Овозможивме нови авионски линии до европските метрополи.
Овозможивме нови рокови за легализација на диво изградените објекти. Реализиравме голем број на проекти во комуналната сфера. Продолживме со изградба на згради за социјално ранливите категории на граѓани. Започнавме со уредување на плажи на Охридското, Преспанското и Доранското езеро. Изградивме пешачки патеки на Мавровското, Доранското и Беровското езеро. Спроведовме голем број на реформи и услуги со што ги олеснивме самите функционирање на транспортниот систем. Поведовме нови електронски авлатки во делот на урбанистичкото планирање и уште многу други подпроекти и проекти што ќе придонесат за доброто на граѓаните кои ни ја дадоа довербата за ова што го работиме. Во делот на патната инфраструктура активно работиме на околу 400 км патна мрежа. Како никогаш досега истовремено работиме на изграда на 3 нови автопати, а воедно реконструираме и уште 2 автопатски делници во вкупна должина од 165 км или инвестиција околу 800 милиони евра. 2015 година ја завршуваме со вкупно завршени 34% од градежните работи. Од локалните големи проекти за одбележување е поставувањето на цевките на гасоводот од кракот Клечовце-Штип, кои дојдоа до Штип. Се работи за владина инвестиција за гасификација на Македонија тешка 90 милиони евра. Бројни се бенефитите кои се очекуваат од дотокот на газ во регионот, посебно за компаниите кои во голема мера ќе ги намалат сметките за енергија. Штип наскоро ќе стане дел од глобалниот проект на владата на Република Македонија за приклучување на Македонија на гасоводната мрежа. Имено, штипјани деновиве се сведоци на изградба на магистралниот гасовод од Клечовце до Штип, кој е во полнек, а гасоводната траса долга 61 км е речиси готова и на 1,5 км од Штип. Од Штип гасоводната линија продолжува во нова фаза која ќе го носи овој ефтин енергенс до Кавадарци, Прилеп и Битола. Тоа практично значи дека уште едно ветување на владата на Република Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, го исполнува овој проект и докажува дека Македонија ќе ја стави на светската карта на земји чија економија може да доживее уште поголем поттик со користењето на овој енергенс и ќе отвори нови перспективи за Штип. За штипското стопанство, за стопанствениците, тоа ќе значи еден ефтин енергенс, намалени трошоци на производството, со што ќе се отворат и можности за нови вработувања и инвестиции. Гасот во Штип носи нови предизвици и економски поволности, но освен економските, секако овде си и еколошките, бидејќи е познато дека гасот е чист енергенс кој не ја загадува животната средина. Само ефтината енергија е еден предуслов да не инвестираме, но уште поголем предуслов е таа да биде еколошка, да не загадува, да не контаминира. И лично мислам дека метанот како природен газ кој доаѓа од Сибир, од Русија, еве реално се пристигне во Штип, ќе значи голема придобивка пред се и за здравето на населението. Значи ќе имаме ефтин енергенс, ќе се имат интерес и стопанството, и приватните субјекти, ќе имаат и сите општествени институции, но пред се мислам дека ќе имаат граѓаните бидејќи ќе работиме да Штипи и понатаму остане на здрава животна средина, каде населението нема да биде експонирано на штетни гасови, и затоа мислам дека овој проект на владата на Република Македонија служува комплетни честитки и посебно морам да им честитам на изследувачите кои навистина градат по сите светски стандарди, се гради многу брзо, така да нема да ми изненади ако наредната година до крајот на годината стигнат и до Битола. Гасоводот во Штип значително ќе ги раздвижи и странските инвестиции, а со тоа ќе се зголеми и бројот на вработувања во тир зоната во Штип, каде веќе екзистираат неколку фабрики. Пробиен е пристапниот пат до Брана Речани до местноста Мегдан, каде се влеваат Бела и Црна река. Со ова е овозможена изградба на објектите на браната која ќе акумулира 20 милиони метри кубни вода. Целосно е пробиен патот до местноста Мегдан, до местото каде што се влеваат Бела и Црна река, наменет за пристап и користење за изградба на браната Речани. Одговорните на градилиштето вела дека целосно е пробиена трасата до профилот каде ќе се гради насипната брана, со што се создадени предуслови за отпочнување на изградба на објектите кои ќе овозможат акумулирање на 20 милиони кубици вода. Во меѓувреме е распишан и тендерот за избор на градешна фирма која ќе го гради овој капитален објект, а процедурата за пријавување е отворена до 21 јануари 2016 година. Со овие активности веќе напролет се очекува позначителна градежна офанзива за реализација на проектот, вреден над 32 милиони евра.
Започнувањето на градежните работи и на патот ги охрабри граѓаните кои потекнуваат од околните мала и села, дека браната ќе предонесе за подинамичен развој на овој најслабо развиен дел од општината. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство го распиша огласот за изградба на браната Речени. Според тендерската документација, браната треба да биде издигната до 2021 година. Вкупната вредност на овој проект е проценета на околу 27,3 милиони евра. Влезот на овој свеж капитал во значајна мера ќе придонесе и за подобрување на економската состојба во Кочани и регионот. На терен е завршено пробивањето на патот со пропусти и дренажи, за што од владата на Република Македонија се наменија 3 милиони евра. Со проектот е предвидена изградба на подпорни зидови во должина од 840 метри, а патот ќе биде со асфалтна коловозна ширина од 4,5 метри со банкини и асфалт. Со акумулацијата Речени ќе се реши проблемот за водоснабдување на околу 90.000 жители од Кочани, Виница и микрорегионот, како и наводнување на дополнителни површини кои што се предвидени за наводнување. Луѓето кои имаат своји имоти кои се простираат по бреговите на Вештачкото езеро се надеваат дека ќе пораснат цените на квадратен метар по основ на зголемен интерес за изградба на викендички покрај езерото. Браната ќе располага со чиста вода бидејќи низводно на Бела и Црна река нема индустријски капацитети и населби кои би ја загадиле. А се очекува развој на рибниот туризам и редица други дејности на и околу езерото. Рокот за изградба на највредната инвестиција во крајниот источен дел на државата е димензиониран на 60 месеци, а со незината реализација ќе се остварат повеќе стопански ефекти. Неделава започна да работи информацијскиот центар во Министерството за финансии, каде сите заинтересирани за проектот Купи куќа за млади. Секој работен ден ќе може да се информираат за постапката за аплицирање за субвенционирано плаќање на стамбениот кредит за лицата до 35 години. Со оглед на тоа дека секој случај е различен, некаде недостасуваат пари за учеството, некаде недостасуваат пари за плаќање на ратата, некаде има комплицирана ситуација во семејството од аспект на наследство или прашања дали може да се надградува или доградува куќа и слично. За сите такви прашања и сите други прашања што граѓаните ги имаат околу постапката за полесно да користат средства од проектот Купи куќа за млади, Министерството за финансии значи на едно место ќе им ги дава тие информации. Секој ден граѓаните може да дојдат во зградата на Министерството за финансии и да ја добијат таа информација. И првиот ден имавме десетици граѓани кои што веќе дојдоа и се информираа за истото. Во следниот период планираме заедно со други државни институции да организираме каравани низ Република Македонија, слично како што направивме за проектот Купи куќа, купи стан. Значи ќе ги посетуваме градовите во Република Македонија и таму за младите лица до 35 години на едно место ќе ги даваме сите информации што се потребни за да можат сите луѓе во Република Македонија да се информираат навреме и да доколку се одлучат да искористат оваа одлична можност за нив. Млади лица во Македонска Каменица инвестираат во сточарството. Со собствени средства и со помош на новите мерки преку ИПАРД програмата градат капацитети за одгледување на крави и кози. Младите сточари се перспектива за развој на сточарството во Каменичко. Драги Ивановски е само еден од неколкуте млади лица кои инвестираат во сточарството со собствени средства од 4 до 5 милиони денари на надморска височина од над 1300 метри, каде што овој регион располага со идеални пасишта. Тој започна со изградба по сите стандарди на капацитети за одгледување на 50 на грла на крави. Пример сакам да дадам на другите млади, значи луѓе од овој крај, дека може да се успее, може да има добра заработувачка од овој бизнис, така да има добри пасишта, добра паша имаме, добар терен имаме, добро водоснабдување, така да нема потреба за било што, било кој да се одлучи млад човек тука да почне да работи, дека има заработувачка и може да се заработи од тоа. Јас долго време работам во странство и еве одлучив да се повлечам тука, да инвестирам и мислам дека ќе успеам во моите планови и така да планирам и да вработам едно 3-4
луѓе кои од овде можат значи да прехрануваат и фамилии. Планирам на почетокот едно 50 до 60 грла сортни крави да земам и едно 100 кози. Ивановски во 2006 година планира да аплицира и по мерката 112, со која се поттикнуваат младите земјоделци и сточари да се определат на ваква заработувачка. Значи идам преко земјоделието, планирам да аплицирам за мерката 112 преко земјоделието, така да добри услови ги дават сега моментално и државата. Има добра помош, добри услови, дават вработени значи на 50 кози 1, на 100 кози 2, на 80 грла крави, која е добра помош. Највеќе актуелно и највеќе внимание сега пробудува мерката 112 помош на млади земјоделци, како и други јавни повици, каде се субвенцира набавка на механизација, на субвенционирани грла, потоа вработување на во сточарството на лица, на нови лица. Тоа се критериуми кои ги исполнуваат одредени млади земјоделци, на кои останува земјоделието и сточарството и кои ќе допринесат да опстане овој крај со екзистенција во земјоделие и сточарство, посебно младите да земат еден пример, еден стимул дека може да се живее и во овие рурални средини. Од Канцеларијата на Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделството велат дека младите земјоделци ја имаат потребната поддршка од нивната служба и истите треба да бидат пример за сите млади лица да се определат кон оваа гранка. Ноќеска 45 минути по полноќ во село Црн Врв, Виница, во куќа во сопственост на Будимка А, на возраст од 77 години. Од засега непознати причини во една од собите на приземјето настанал пожар. Како последица од чадот Будимка се задушила и починала. Смртта е констатирана од доктор од здравствениот дом од Виница. Пожарот е локализиран од екипа на територијалната противпожарна единица од Виница. Во вторникот во Штип пронајдено е безживотно машко тело во близина на стариот резервоар за вода на тврдината Исар. На лице место излезе увидна екипа на СВР Штип и јавното обвинителство, пошто е констатирано дека се работи за 40 годишен штипјанец Маријанчо Б. Обдукцијата покажа дека нема знаци на насилство врз починатиот и дека се работи за самоубиство. Дарувајте со срце за дневниот центар. Вака е насловена иницијативата на Советот на општина Делчево, со која се бара поддршка од невладиниот сектор и граѓаните да помогнат во обезбедување парични средства за ново возило во дневниот центар за лицата со посебни потреби во Делчево. Дарувајте со срце во дневниот центар. Ова е пораката која денес ја упатија лицата со посебни потреби од Делчево, а како продолжение на иницијативата на Советот на општина Делчево, иницијатива која има за цел донирање средства за ново возило за потребните на дневниот центар во Делчево. За прв пат покренуваме ваква поголема иницијатива за обезбедување на посовремено возило, возило кое што ги задоволи потребите на нашите корисници, бидејќи досегашното возило е во позастарена состојба, истото, значи веќе не може да се користи. Заради таа потреба, значи доставивме иницијатива да се обезбеди ново возило со кое ќе биде адаптирано, значи, на потребите на нашите корисници. Она што сакам да го потенцирам во овој момент е дека Делчево е време да дарува. Да дарува со срце за децата од дневниот центар, со тоа сите институции, фирми, организации, невладини и поединци ќе покажат својата општествена одговорност. За да биде акцијата подигната на повисоко ниво, во истата, освен советниците од двете политички партии, се вклучени и невладините организации. Невладината организација КХАМО Делчево отвори посебна жиросметка на која освен за возилото може да се донира и за оние лица на кои помошта им е најпотребна. Со отварањето на оваа жиросметка ги повикуваме сите хумани луѓе. Знаеме дека живееме во едно сложено социјекономско опкружување, меѓутоа можеме да кажеме дека секој денар ќе отиде на право место.
ги повикуваме сите заинтересирани граѓани кои што се солидарни, кои го почитуваат своето дете и детето на другиот човек да помогнат во оваа хумана акција која што можеме да кажеме дека ќе биде транспарентна, одржлива и ќе даде видлив продукт од кој ќе има бенефит целата општина Делчево. Денешниот ден воедно беше искористен за организирање на овогодишна забава за лицата кои престојуваат во дневниот центар за лица со посебни потреби. Ке играме тука, ке се веселиме и ке славиме нова година. Инаку, откажувајќи се од еден свој паушал, први во оваа акција се вклучија советниците при Советот на општина Делчево. Јавниот дочек на новата година во Париз ќе биде организиран наспроти вонредната ситуација по неодамнешните терористички напади, но овој пат без спектакуларниот огномет, одлучија градските власти. Одлуката уследи по повеќе дневно разгледување на ситуацијата од страна на париската полиција и Министерството за внатрешни работи на Франција, поради вонредната ситуација која во земјата е прогласена после координираните терористички напади на неколку локации во Париз. Австриската полиција предупредува дека за новогодишните празници можни се терористички напади во неколку метрополи на Европската Унија. Според нивните разузнавачки информации, терористите на Исламската држава планираат напади со огнено оружје и експлозиви. Споменати се неколку имења на потенцијални напаѓачи што се проверени и истрагата врз основа на тие проверки досега не даде конкретни резултати, вели виенската полиција во соопштението 6 недели после нападите на исламските милитанти во Париз во кои загинаа 130 лица. Полицијата во Виена порача земјите да ги засилат мерките за безбедност. Дополнителните безбедносни мерки вклучуваат следење на местата каде што се собираат многу луѓе, особено на манифестации и транспортни центри, како изголемена контрола на идентитетот и изголемена предпазливост кон нешта во што може да се носат експлозиви, како што се торби или велосипедски корпи, се потенцира во полициското соопштение. Социолозите од Левада центарот традиционално ги анкетираа русите за да ги одберат човекот на годината и жената на годината во Русија, пренесува Интерфакс. Како и претходно за човек на годината, испитаниците го избраа председателот на Руската Федерација Владимир Путин. Анкетата беше спроведена од 18 до 21 декември 2015 на 1600 испитаници во 137 населени места во 48 региони на Руската Федерација. Меѓу другите, луѓе на годината се и министрите за надворешни работи на Русија Сергеј Лавров и за одбрана Сергеј Шојгу, премиерот на Руската Федерација Димитри Медведев и председателот на Белорусија Александар Лукашенко. Првото место во рейтингот за жена на годината го делат спикерот на Советот на Федерацијата Валентина Матвиенко и канцеларката на Германија Ангела Меркел. На листата се и пеачките Полина Гагарина и Ала Пугачова, како и председателката на Централната банка на Руската Федерација Елвира Набиулина. На 2 јануари започнува највозбудливото и најконтраверзното рели на светот Дакар рели. Трката започнува на 2 и завршува на 16 јануари. Ке се вози во Аргентина и Боливија и се разбира, тоа е нов предизвик за сите учесници. Крајот на една календарска година и почетокот на новата во светот на автомотоспортот веќе неколку децении наназад ја одбележува популарното Дакар рели. 37-то издание поради терористичките закани наместо во Африка ќе се одржи во Јужна Америка. Стартот и целта на Дакар рели 2016-та ќе биде во Аргентина. Караванот од главниот град Буенос Ајрес тргнува на вториот ден од новата година, пошто следи двонеделна авантура низ јужноамериканскиот континент со само еден ден одмор во селта на 10 јануари. Релито завршува на 16 јануари во Розарио. Тоа што е посебно интересно е дека надпреварувачите, вкупно 354 кои се досега пријавени, од кои 143 се моторциклисти, 46 квадрови, 110 екипажи на возила и 55 на камиони, овој пат ќе возат само во Боливија. Пред надпреварувачите и нивните тимови е патека низ тешки терени долга повеќе илјади километри, ќе се вози на големи температурни осцилации и промени на надморската височина.
Ова е се во Дневникот во 16:30. Ви благодариме на вниманието и имајте пријатно попладне.